Здраво на сите и добре дојдовте на првата лекција од нашите курсеви што ги водат ESM партнери. Заедно ќе направиме преглед на вештачката интелигенција и нејзините примени во маркетингот. Ајде да почнеме со еден неверојатен податок. Една неодамнешна студија на PricewaterhouseCoopers проценува дека до 2030 година вештачката интелигенција ќе генерира повеќе од 15 трилиони долари за светската економија и ќе ги зголеми локалните економии до 26%. Тоа е огромно. Но денес ќе се фокусираме на тоа што тоа значи за вас како маркетери. Од пишување персонализирана содржина до предвидување што сакаат вашите клиенти пред да прашаат. Вештачката интелигенција не е тренд. Таа е играч што ги менува правилата. Значи, во оваа сесија ќе поминеме низ тоа што е маркетинг, каде веќе се користи, кои се придобивките и ризиците што треба да ги знаете, и на крај, 5 чекори како да користите во вашите сопствени кампањи. Што е маркетинг? Ајде да почнеме од основите. Маркетинг е користење на алатки за вештачка интелигенција како машинско учење, анализа на податоци и обработка на природен јазик за да се донесуваат попаметни и побрзи маркетинг одлуки. Тоа ни помага да добиеме увид во клиентите, да создадеме персонализирани искуства, па дури и да автоматизираме цели работни процеси, од генерирање содржина до следење на перформанс. Ова значи дека наместо да нагаѓате што сакаат вашите клиенти, можете да дозволите на вештачката интелигенција да ви покаже врз основа на однесување, преференции или дури и расположение. Во акција, вистински примери на користење. Па, каде всушност денес се користи Ајде да поминеме низ 6 вистински примери од реалниот свет. Прво, генерирање содржина. Алатки како Chef можат за неколку секунди да напишат блогови, рекламен текст, објави за социјални мрежи и епошта, со што им заштедуваат часови работа на тимовите и го зголемуваат креативниот учинок. Второ, сегментација на публика. Може да ги класифицира клиентите според нивните карактеристики и однесување за подобро таргетирање. Замислете го тоа како да им давате ласерски фокус на вашите кампањи. 3. Четботови за корисничка поддршка. Четботовите со вештачка интелигенција, како оние на Instagram или Drift, можат да обработуваат илјадници разговори одеднаш 24/7. Побрзи одговори, глувци по задоволни клиенти. 4. Вештачката интелигенција за програмско рекламирање одлучува во реално време каде и кога да постави реклами, врз основа на податоците на корисниците, локацијата, однесувањето и предвидената намера. 5. Платформите за оптимизација за SEO како Surfer SEO користат вештачка интелигенција за да ви помогнат да се рангирате повисоко на Google преку оптимизирање на вашата содржина во реално време. 6. Персонализација на трговијата. Вештачката интелигенција може да следи што прелистуваат и купуваат клиентите, па потоа да препорачува производи, да нуди попусти или да персонализира епошта во моментот. Ова не се теории, ова се алатки и техники што компаниите ги користат токму сега. Придобивки од вештачката интелигенција во маркетингот. Ајде да погледнеме клучните придобивки пријавуваат компаниите побрзо и попаметно донесување одлуки. Алатките со вештачка интелигенција даваат увид во реално време. Нема повеќе чекање со недели за анализа на резултатите. Може да ги оптимизирате кампањите додека се во тек. 2. Повисок поврат на инвестицијата. Вештачката интелигенција ви помага да ја таргетирате вистинската публика, на вистинската платформа, во вистинско време. Помалку отпад, подобри резултати. 3. Попрецизно следење на КПИ. Контролните табли со вештачка интелигенција ги следат метриките низ повеќе канали, поврзувајќи резултати со дејства. 4. Управување со клиенти. КРМ системите со вештачка интелигенција персонализираат пораки, намалуваат задачи и детектираат клиенти изложени на ризик од одлив. 5. Подлабоки сознанија од податоците. Вештачката интелигенција обработува огромни количини податоци за клиентите, забележувајќи трендови и правејќи предвидувања кои недели. Предизвици. Секако, вештачката интелигенција не е магија, таа доаѓа со вистински предизвици. 1. На вештачката интелигенција е потребна обука. Исто како и новиот вработен, алатката за вештачка интелигенција мора да биде обучена. Тоа бара време, податоци и честопати техничка експертиза. 2. Квалитетот на податоците е се. Ако вашите податоци се лоши, застарени, пристрасни или нецелосни, вештачката интелигенција ќе дава лоши препораки. Што ќе внесеш, тоа ќе добиеш. 3. Ускладеност со законите за приватност.
Бидејќи вештачката интелигенција често користи лични податоци, мора да биде во согласност со закони како ГДПР или КП. Грешка тука може да доведе до казни или уште полош. Губење на доверба. Значи, не се работи само за тоа да ги имате алатките, туку и да ги користите одговорно. 5 чекори за интеграција на вештачка интелигенција во маркетингот. Сега да станеме практични. Како всушност ја имплементирате вештачката интелигенција во вашата маркетинг стратегија? Еве еден чекор по чекор водич. Прв чекор, поставете јасни цели. Погледнете ги минатите кампањи. Што функционираше? Што не го направи? Дефинирајте што сакате вештачката интелигенција да ви помогне да постигнете. Подобро таргетирање. Побрза содржина, а потоа поставете мерливи кпаи. Чекор 2. Добите го вистинскиот талент. Може би ќе треба да ангажирате научници за податоци или да соработувате со продавач на вештачка интелигенција. Во секој случај, осигурајте се дека имате луѓе кои го разбираат и маркетингот и машинското учење. Чекор 3. Обезбедете усогласеност со приватноста. Проверете како собирате и користите податоци за клиентите, побарајте согласност, анонимизирајте каде што е можно и почитувајте ги прописите за да избегнете правни ризици. Чекор 4. Дајте приоритет на квалитетот на податоците. Чисти, точни и целосни податоци се основата. Без него, алатките за вештачка интелигенција ќе имаат послаби перформанси или ќе доведат до заблуда. Чекор 5. Изберете ја вистинската алатка. Постојат стотици платформи за вештачка интелигенција. Изберете ја алатката според вашата цел, без разлика дали станува збор за креирање содржина, таргетирање реклами или анализа на клиенти. Следете ги овие 5 чекори и ќе го намалите ризикот, а ќе ги максимизирате резултатите. Да сумираме. Вештачката интелигенција во маркетингот е задолжителна. Мора да ја имате. Од креирање содржина до корисничка поддршка, таа го менува начинот на кој работиме. Но за да ја користите ефикасно, треба да инвестирате во алатки и да ги управувате податоците. Вашата задача по оваа лекција е да изберете едно подрачје од вашиот тековен маркетинг каде што вештачката интелигенција може да направи разлика. Прашајте се, која алатка би можела да помогне, кои податоци би биле потребни и како би изгледал успехот. Во следната лекција ќе навлеземе во придобивките од користењето на вештачка интелигенција во маркетингот и како да започнете. Подгответе се да го преиспитате она што е можно со маркетингот и вештачката интелигенција.